Директорот на финансовата полиција Арафат Муареми предизборно на средба со новиот рейс на исламската верска заедница Шакир Фетаху. Алфа дојде до фотографијата од оваа средба, а останува непознато која била целта на истата, со оглед на тоа што соопштение нема ниту од ИВЗ, ниту од Муареми. Алфа испрати прашања до првиот човек на финансова, која е целта на оваа средба, како и дали можеби се разговарало за кривичните пријави кои во минатото ги поднесе институцијата со која раководи Муареми против поранешниот рейс Сулейман Реджепи, но одговор се уште не добивме. Од некоја причина, оваа средба е сокриена од јавноста, се поставува прашањето дали Муареми, кој е дел од СДСМ, по насоки на партискиот лидер Зоран Заев, лобирал кај рейсот да ги повика верниците да гласаат за неговата партија, што честопати беше пракса на поранешниот рейс. Ваквите дилеми стануваат уште поголеми со оглед на објавените аудиобомби последниот период. Во едно од нив лицето, за кој објавувачот вели дека е Ден Дончев, открива дека Заев имал влијание на работата на финансовата полиција. Го ангажираа Медарски пред извесен период, со цел најверојатно да имат влијание кај премиерот. Шефот се согласи да им пуштаме полиција внатре, влегоа и Медарски замоли да може да се најде заеднички јазик. Муареми не е единствениот функционер од СДСМ, кој последниот период беше на средба со новиот рейс. Тоа го стори министерот за здравство Венко Филипче, но за разлика од средбата на Муареми со Фетаху, од ова имаше соопштение и од ИВЗ и од Министерството за здравство. Рейсул улема Шакир Фетаху го извести министерот Филипче за новите измени во ИВЗ, како во однос на лидерството, така и во однос на перцепцијата на проблемите, особено таа со COVID-19. Во овој поглед, Рейсул улема зборуваше за многу сериозниот пристап на ИВЗ и за ризикот од оваа пандемија, како и за максималните мерки и грижа, преземени во сите административни и верски објекти на ИВЗ, со цел да се обезбеди безбедно работење во овие објекти за сите посетители верници. На последните избори СДСМ освои голем број гласови од албанците во Македонија, кои пак сега 4 години подоцна велат дека многу им било ветувано од страна на Заев, но речиси ништо не било исполнето.